epidemija i dade sila. Nastanat sinovi Božji su naslednici. Pesen je paklo što vojkom životom, balkumina ona odjava. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Istina velam da se ljubite, kako što i ja te poljubim. Ljubav ta je sila Isusova i istina bi vela me sobira. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste, spasitele. Ljubav ta je sila Isusova. Nebesen se vraćam bak kaj tebe, tatko moj. Nebesen se vraćam bak kaj tebe. Mir vam. Еда сум во Лондон, слава ти Господ Исусе Христе. Вчера бев на беседење кај Македонската заедница во Лондон. Сношти, прек синоќа бев во Оксфорд, универзитетскиот град, а денеска ќе зборуваме, да го искористам ова неделно утро за слава Исусова, дела на апостол Лука, втората глава, од живото слово Исусово. Те сакам, Господ Исусе Христе, ти благодарам што ми ја даде Твојата љубов, што ме облекуваш во Твојата љубов. Ти благодарам за се, ти благодарам што ме научи да останам во љубовта. Прости ми за секој непокајан грев. Ти си ми се што имам. Предавам се во Твоите раце. Возовите заминуваат. Тука е близко автобуската, железничката станица. Заминуваат возовите, еден ден немојте да останете без возот кој може да ве однесе до Исуса Христа. А тоа е возот на љубовта. А тоа е љубовта Исусова. А тоа е пребивањето во љубов. Кога дојде денот Педесетница, ја знаеме таа црква на Свети Дух, харизматска црква, која се издвои од протестантските заедници кои се поумерени. Значи, кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа заедно и на едно место. Пазете, сите апостоли беа заедно и на едно место. А тоа е местото на почетната кота застанати пред Исус. Зошто денеска сите апостоли се на различни места и не се заедно? Па затоа го нема Исус, бидејќи двајца собрани во Негово име. Двајца или тројца собрани во Негово име. Тогаш ненадејно се создаде шум од небото, значи сите беа заедно и на исто место, како силен ветер, кога дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. Им се јавија јазици како од пламен, кои се разделува и се спушта по еден над секој од нив посебно. Значи, Духот се спушта над нив, почетна позиција на христијаните, кога ќе се соберат двајца или тројца во Негово име, во името на љубовта. И сите, во таков случај, пазите,
се исполнија со Дух Свети, но претходно што беа? Беа заедно беа. И на едно место, не на повеќе места. Не го поделија Исус, не се раскараа. Го чекаа Исус, го чекаа Духот, беа во еден дух. И сите се исполнија со Дух Свети, беа заедно и на едно место и почнаа да зборуваат на други јазици, како што јас од време на време од Дух зборувам. Ихтисим билахам биререй, ихтисим бирахам бистах марихам, ихтиси билахам биререй, рахмахотунти си харај. Нема ништо позначајно што е значајно и што не е значајно од Исусовата љубов, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. И почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Тогаш во Ерусалим, добра кота, каде е Ерусалим во вашето срце, имаше јудајци, побожни луѓе од секој народ под небото. Значи, тие знаеа дека има храм Божи, доаѓа се поклонуваа, знаеа дека се случуваат чуда, кога израелците остануваа во Божиот закон на љубовта, кога се создаде тој екот. Значи, кога сте вие во љубовта, кога сте заедно и на едно место, се создава екот. Народот кој се насобра многу се збуни, бидејќи секој го слушаше како зборуваат на неговиот сопствен јазик. И сите вџашени и восхитени говореа: овие што зборуваат, зар не се сите галилејци? Па како тогаш слушаме како секој од нив зборува на нашиот мајчин јазик? Ние бевме во Израел, изборувавме со една група во црквата на Хана Галилејска во Хана, изборувавме на јазици и во локалната продавница арапите што беа таму рекоа: од каде вие знаете староарапски? Знаете, сум го доживеал тоа во Исуса Христа. Парти, мидијци, еламити, жители од Месопотамија, Јудеја, Кападокија, од Понт и Азија, Фригија, Памфилија, од Египет и од краиштата на Ливија, покрај Киринеја, Симон Киринеецот кој му го носеше крстот на Исуса Христа, па и привремено дојдените римјани. Значи сите го видоа тоа, пламени јазици, тие зборуваат на јазици, како ние јудејците, така исто и придојдените, критијани и арапи. Еве слушаме како тие зборуваат за големите дела Божји. Тие зборуваат за големите дела Божји на нашите јазици и секој јазик да го исповеда, да му се поклони на Бога. Сите се чудеа и во недоумие зборуваа еден на друг: што ли ќе биде ова? Што ли ќе биде ова? А други подсмевајки се велеа се напиле од сладкото вино. Па ајде тогаш да се напиеме и ние од сладкото вино и да зборуваме. Да јадеме лепи вино и да зборуваме. Да се работи за мене христијанско. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати, вели Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Брати и пријателе, можеш и ти да го имаш Божиот мир и Божијата љубов. Ако му го предадеш животот на Исус, им простиш на сите, се откажеш од злото, се покаеш и живееш не по твојата волја. И живееш не по твојата волја, туку по Божијата волја. Нека биде волјата твоја е молитвата. Тогаш Петар стана со 11, го подигна гласот свој и им рече: луѓе јудејци, и вие сите што живеете во Ерусалим, дај Боже да живееме во небесниот Ерусалим, знајте го ова внимателно, слушнете ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани. Често на соборите, кога пееме, кога се дружиме, кога слегува духот, чувството е како да си пијан, но пијан во дух, не е во телото. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, зашто е третиот час од денот. Околу 9 предпладне било тоа, но ова е предскажувањето преку пророкот Јоел старозаветен. И ете, во последните дни, рече Бог, вели Бог, запишал Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и керките ваши и младичите ваши ќе имаат виденија и старците ваши ќе сонуваат соништа. И апостолот Павле сонуваше сон, памнете го сонуваше македонецот. И во тие дни врз слугите мои и слугинките
мои ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. И тие ќе пророкуваат. И ќе покажам чудеса на земјата и знаци долу на земјата, крв, оган и чад. Пазете, знаци на земјата, крв, оган и чад. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв. И тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господот. Значи, Духот свети слегува на апостолите, се облекуваат со сила од озгора. Предходни Исус им зборува за тоа, тие чекаат. Но, како што рече, сите апостоли беа заедно и на едно место. Ако сме заедно и на едно место. Толку колку што сме, колку ни дал Господ. И тогаш секој што ќе го повика името Господово, тогаш, кога сме заедни на едно место и кога Духот ќе слезе, кога ќе се соберете вие и мојот Дух, и тогаш секој што ќе го повика името Господово, никој не може да го повика името Господово да го слави, освен преку Свети Дух, дека Исус е Бог. И тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Тогаш, кога сме заедно на едно место и кога Духот е во нас, кога сме во љубовта Божја, тогаш. Луѓе израелци, значи заедно собрани на едно место, слушнете ги овие зборови, зашто денеска црквите не се заедно и се поделени, се пизмат едни со други, зашто тоа е духот на Антихристот, каде што нема љубов, ништо не си. Луѓе израелци, слушнете ги овие зборови, Исус од Назарет, човекот, посведочен пред вас од Бога, со сили, чудеса и они летаат и знаци кои, како што и сами знаете, ги направи Бог преку него. Значи Исус е посведочен со сили, чудеса и знаци. И во вас, ако сте во Исус, ако сте негов вистински представник, ако сте амбасадор на Исус, и во вас тој ќе биде посведочен во знаци, сили и чуда. Ако не е посведочен, значи не е со вас. Предаден по определениот Божји план Божји, пазете, и предзнаење. Вие го фативте, им вели на израелците, на телесните што ги знаат словата. Тие што го знаат словата, го фаќаат и го бесат Исус, го распнуваат. Го распнавте со рацете на беззакониците. Ние немаме право никого да убиеме, му велат, го тераат римјанинот да го распне македонецот. И го убивте. Го распнавте и го убивте, вие што ги знаете писмата. И денеска исто се случува. Тие што мислат дека ги знаат писмата. Ако ги знаеш писмата, ќе го познаваш Бог. А бидејќи не го познаваш Бог, не ги знаеш писмата, ги знаеш само телесни. Но Бог го воскресна Исус, откако го ослободи од смртните маки. Бидејќи смртта немаше сила да го задржи. Смртта немаше сила да го задржи. Ние сега зборуваме за смрт. Луѓето плачат, тажат, се плашат од смртта. Денеска се молам тука натаму наваму. Која смрт? Смртта е победена. Првата смрт го оставаш земново тело. Душата твоја со духот оди на суд. Втората смрт во огнено езеро, каде ќе поминеш да изгори се што не е од Бог. Зашто Давид за него вели: секогаш го гледав Господа пред себе. Ова е добра кота. Секогаш го гледав Господа. Обично им велам на луѓево, се собираме, дајте луѓе, застанете пред Бог. Застани, Господе Исусе Христе, ете сум јас, раб Божји, сотрудник Твој, прости ни за секој непокајан грес, застани пред Бог. Значи, Давид за него вели: секогаш го гледав Господа пред себе. Добро е да го имаш, дека тој те гледа, а и ти да го гледаш. Да гледаш како постапуваш Исус и така да постапуваш и ти. Тој е од мојата десна страна. Кога им вели на рибарите, кога се јаво Исус по смртта, тие ловат, и вика: фрлете ја мрежата од десната страна, а претходно ништо не лови и фаќаат многу риби. Во сила. Исус е од десната страна, во дух и во сила, за да не се поместам. Затоа се развесели срцето мое и се возрадува јазикот мој. Јазикот на Бог, еве ти го јазикот устава, употребија. Стави ми стражар на устните, татко мој, во името на Исус, да не зборувам тоа што не треба. И телото мое ќе почива во надеж. Телото мое ќе почива во надеж. Зашто ти нема да ја оставиш душата моја во адот. Ако останеш во љубовта, ако не ти замине возот како овде во Лондон,
заминуваат возовите, ги носат луѓето тука во време, во просторот и свеста. Наместо да побараат, да подадат раката и душата на Исус, да ги води во Божјото царство на небесата, тој на едно место им вели станете. Они седнале овде, се врзале. Станете да си одиме од овде. Зашто ти нема да ја оставиш душата моја во адот, ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распаѓање. Освен за твоја слава, Господи Исусе Христе, ти си ми го покажал, ти си ми ги покажал, значи го гледаше Господ пред себе. Он ти ги покажува патиштата во животот. Он ти го покажува патот, ти не знаеш каде да одиш, да не се качиш на погрешен воз и да отидеш тамо некаде во некоја деноминација и да фрлаш со цитати од камења или да правиш обредни дејства кои врска немаат, и да се држиш за слепи доктрини на слепите духовни водачи, тие што го распна Исус, тие што го знаат писмото, што мислат дека го знаат, бидејќи ако го знаеш писмото, ќе го знаеш Исус, бидејќи тоа е словото, немаше да го распнат. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти си ми го покажал патиштата во животот. Ти ќе ме исполниш со радост. Радост Божја преку лицето свое. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам за сите луѓе што ги среќавам, што се молам денеска утре. За луѓето во Англија, за кралицата, за горниот долниот дом, да се покајат, да не прават зло. Те молам за сите луѓе што се собрани овде, за македонскава заедница, те молам и за Македонија. Мажи, браќа, нека ми е дозволено да ви зборувам слободно за брататкото Давид, дека тој умре и беше погребан, а гробот негов е меѓу нас до денешниот ден. Тој зборува за погребение, за состојба, па бидејќи беше пророк и знаејќи дека Бог му ветил со заклетва дека ќе го подигне Христос од плодот, тој знаеше дека преку него ќе дојде, за да го има чувството, но сепак го распна од плодот на неговите бедра на престолот свој, за да разберат луѓето во слики, сликовница, духовното слово кое Исус, раскажено во слики, предвиде и кажа за воскресението на Христос дека нема да биде оставен во адот, дека телото негово нема да види распаѓање. Тие го гледаат телото и мислат дека тука завршува. И ние денеска ги имаме тие погребни адети, посебно во православието. Се оди на денови, се раздава храна. Видете, Исус вели, мојата храна е да исполнувам волјата на оној што ме прати. Телото се враќа во земја, голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме, не можете ништо да понесете. Слава ти, Господи Исусе, додека не ги поставам. Овој Исус го воскресна Бог. Затоа сме ние сите сведоци. И затоа тој откако беше воздигнат со десницата Божја и го прими од Отецот во силата Божја ветувањето на Светиот Дух, дека го излеа. Тоа е она што сега вие го гледате и слушате. Тој им зборува зашто зборуваат јазици што гледаат и слушаат таму по Ерусалим. Зашто Давид не отиде на небесата, но самиот кажа, му рече Господ на мојот Господ. И они сега рече како е преводот. Господ е Отецот, а ово е Синот негов. Тој е Господ со мала буква, односно Син Божи, во него пребива Отецот, тој е Господ. Господ на Господ. Видлив во Исуса Христа е небесниот Отец, бидејќи Бог никој никогаш не го видел. Ако не можете тоа да го разберете, ќе го разберете ако тргнете по Исус и чекорите во љубовта. Господ на мојот Господ седни од мојата десна страна. Татко мој, дај ми сили јас да седнам еден ден покрај Исуса, заедно со Тебе, да пребивам во Твоето Божјо царство, да бидам од десната страна по Твојата волја. Оставам се во Твои раце, Господи, додека не ги поставам непријателите Твои во подножјето на нозете Твои, она што е пророштвото за Исус. И затоа нека знае со сигурност синот Израилев дека оној Исус кого вие го распнавте, им вели на израелците, Бог го направи Господ и Христос. Зошто го распнавте, ако ги знаете словата и се малате со цитати, го знаете наизуст? Тие мислите дека словото ќе ви дадат живот, на едно место се вели, а не доаѓате кај мене јас да ви дадам живот. Кога го слушнаа тоа, им се растреперија срцата, добро е да се растреперат срцата за Бог. И му рекоа на Петар и на другите апостоли, луѓе, браќа, што да правиме? А Петар им рече, покајте се, Јован, зашто се приближи царството, и секој од вас да се крсти во името на Господ, на Исус Христос,
за простување на гревовите и тогаш ќе примите дарот Светиот Дух. Значи, секој од вас, покајте се, да се покајат и во срцето да разберат, покајте се за простување на гревовите и тогаш ќе примите дарот Духот Свети, некој дар кој е потребен да дојдете до Исус. Зашто вам ви припаѓа на ветување и на вашите деца и на сите што се далеку, што ќе ги повика Господ, нашиот Бог. Нашиот Бог. И со многу други зборови сведочеше и ги молеше, велејќи спасувајте се од овој пакостен род. Пакостен род се сите оние што не се во Исус, живеат по телото. Си ја гледат својот ќеф, се мразат, се пизмат, се убиваат. И така оние што од срце ги примија неговите зборови, оние што од срце ги примија неговите зборови, се крстија и се присоединија во тој ден. Значи, неговите зборови треба да се примат од срце. Беа заедно и на едно место. Од срце Господи секогаш го гледате напред. Значи, поуката што е? И од срце да ги примите неговите зборови. Од срце, те сакам Исусе, остани во моето срце. И се присоединија во тој ден околу 3000 души. И беа истраени во учењето на апостолите, да си истраен во учењето. Во заеднички живот, цркви поделени денес, распизмени по доктрини, по прекршување на левот. Кој лев? Во Исус. Јас имам храна што вие не ја знаете, да исполнувам војдата на нешто ме прати. И во молитвите молете се еден за друг. И страф ја обзеде секоја душа, зашто многу знаци и чудеса се вршеа преку апостолите, бидејќи беа заедно на едно место. Го гледа Исус цело време, од срце ги примија зборовите. А сите што веруваа беа заедно и се им беше заедничко. А сите што веруваа, пазете, беа заедно и се им беше заедничко. Дали познавате таква црква денеска? Такви цркви. Зошто се црквите поделени? Зошто го распна Исуса, го знае писмото? Мислеа дека го знаат. Продава имоти и собственности и на секого му раздава колку што беше потребно. Секого му раздава колку што беше потребно. И секој ден еднодушно престојува во една душа во храмот и прекршувајќи леп по куќите, се хранеа со радост од Словото Божие, со радост и со чисто срце, за да го видат Бога. Хвалеа Бога, истекнуваа благонаклоност кај сите луѓе. Благонаклоност, чисто срце, се хранеа со радост. А Господ секој ден придодаваше, тој ќе намери се. Ги придодаваше спасените кон нивното мноштво. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што го отвараш моето срце за Твојата љубов. Благослови го овој дом каде што престојувам, да вие луѓе. Отвори им ги срцата на сите оние што ги слуша овие 2 вечери каде настапува во Лондон. Благослови оваа земја во Твојата љубов, во Твојата милост. Ко бараме Царството Божјо, се да ни се придаде, останувам во Твојата љубов. Им простувам на сите, се покајувам за секој непокајан грев. Без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе, Татко мој, во името на Исус можам да направам се, сакам да го направам тоа се. Мир, љубов, благосостојба. Крвта Твоја се доположувам врз се што се движам и каде што одам. Ти си ми сегде пред очите, да бидеме заедно и на едно место, со чисто срце, со радост, да го примам Словото. Амин. Амин. Те сакам, Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пато што води кон животот, малкумина громна оѓава. Јас сум добриот гастин, милувам овците.
tako svetlo, da ne se plaši srce naše. Istina vela da se ljubite, kako što i ja te poljubim. Ljubav ta je sila Isusova i istina bi vela me sobira. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste,